Да го подсетиме Андреј Жерновски на само дел од проектите кои ги реализираше ВМРО ДПМН во општина Центар. Изградени се 5 катни гаражи. Изграден е нов плоштад Мајка Тереза. Изградена е жичарницата од Средноводно до Милениумскиот крст. Во соработка со град Скопје, реконструирани и проширени се булеварите Илинден, Климент Охридски, Теодосиј Гологанов заедно со кружниот тек. Изграден е булеварот Јордан Мјалков. Извршена е санација на основните училишта Кирил и Методи, Песталоци, Димитар Миладинов, Коча Рацин. Изградени се спортски сали во училиштата 11 октомври и во рамките на факултетот за физичка култура. А во тек на градба се салата во Свети Кирил и Методи, како и во домот за деца без родители 11 октомври во Капиштец. Во финална фаза е и проектот Скопје 2014. Инвестициите во споменици не беа со пари од буџетот на општина Центар. Владата ги обезбеди парите од централниот буџет. Жерновски бесрамно лаже дека општината трошела пари за споменици. Општината само ги инвестираше парите во намена која определи владата, бидејќи таа ги обезбеди парите. Жерновски ја злоупотребува својата позиција и доверба од граѓаните со сомнителни сделки и огромни суми пари за уредување и поплучување на една улица. И тоа не може да се оправда ако некој помине на таа улица. Криминалот не се анулира и дефокусира со такви ефтини трикови. Факт е дека Жерновски потроши огромна сума на пари. Дури 2629 евра за секој еден метар, како тоа да се златни плочки, а не обичен бекатон. Жерновски не може и не смее да избега од сериозниот сомнез за криминал и корупција за овој случај, затоа што граѓаните поминувале низ таа улица, која впрочем постоеше и претходно, а всушност и тоа е намената како и на секоја друга улица. Жерновски за целиот свој мандат ќе биде запаметен по тоа што изградил само 2 улици, од по 200-300 метри, и за нив потроши над 1,2 милиони евра. Жерновски за целиот свој мандат не успеа да изгради ниту едно училиште, кое заедно со градинката беше однапред подготвено се од претходниот градоначалник на ВМРО ДПМН. Градоначалникот на ВМРО ДПМН во претходниот мандат ја спреми целата постапка за реализација на градинката и училиштето, го измени ДУП-от, обезбеди буџет за реализација на истите проекти. Му остави на тацна буквално готови проекти на Жерновски, а тој не успеа ниту да ги реализира. Дури буџетот за едниот проект го пренамени и одложи, па така граѓаните на Центар и после 3,5 години мандат на Жерновски не видоа малско училиште. Граѓаните исто така и се уште чекаат одговор до каде е гасификацијата на училиштето Димитар Миладинов. ВМРО ДПМН, од која дојде на власт, изгради 74 нови училишта, реконструираше повеќе од 400 училишта и изгради околу 100 спортски сали. Замислете, за период од 4 години, Джевери Холдинг изгради 442 катници. За период од 2 години беше изграден аеродромот Александар Велики, а Жерновски не може да изгради ниту едно малско училиште за кое имаше и подготвен буџет. Едноставно само да почне да гради. Помина времето кога Жерновски ја криеше својата неспособност со сладкоречиви изјави и фејсбук статуси. Граѓаните имаат реални потреби и проблеми на кои тој не може да одговори. Па затоа, граѓаните на општина Центар на престојните парламентарни избори ќе стават крај на ваквото владење на Андреј Жерновски и СДСМ. Ви благодарам.